Представници од граѓанското движење За нас се работи од Битола вчера на премиерот Зоран Заев му ги представија проблемите со загадувањето од рек Битола на градот Битола и Пелагонискиот регион, подкрепени со бројни показатели од представниците на граѓанската иницијатива. На работната средба на која присуствува и заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули и директорот на АДЛМ Драган Миновски, беше потенцирано дека овој проблем веќе со години е причина за зголемена смртност и бројни заболувања во Битола и се бара итно решавање на истиот. Се договоривме значи да имаме повторно еден работен состанок во четврток и да ја воочиме ситуацијата во која инаку се зборуваше за отпепелувањето како наидна мерка која ќе се преземе веднаш уште во месец ноември. Ние ќе бидеме дел од еден оперативен тим, значи нема да влегуваме во консултативни и не знам какви други тела, туку исклучиво и изричито ќе бараме да бидеме запознати со секоја постапка што ја водат. А за доколку тие не го прават тоа транспарентно, ние на нашата група Битола сака чист воздух да го правиме тоа на најтранспарентен начин. Значи наидната мерка која рекува дека ќе ја преземат е стандардизирањето на отпепелувањето. Во месец јануар ќе набават, така рекува, нови возила брендирани на ЕЛМ кои ќе бидат многу посовремени, многу пософистицирани, не дека тоа е нешто кој знае што, но сепак секој движење во насока на подобрување на квалитетот на живот на сена мислам дека е во интерес на нас граѓаните. На средбата беше заклучено и дека на процесот на отпепелување на рек Битола транспарентна контрола и надзор треба да имаат и граѓанските здруженија од Пелагонискиот регион. Директорот на АДЛМ Драган Миновски рече дека уште следната недела ќе отпочне подготовка за јавна набавка за отпепелување, а најави набавка на електростатични филтри, како уште една мерка за намалување на штетните емисии од гасови од рек Битола. Од граѓанското здружение За нас се работи. Велат дека доколку не бидат исполнети дадените ветувања и не бидат превземени мерки за заштита на градот, повторно ќе излезат на протести. Ќе почекаме да видиме дали се тоа што го ветија барем ќе почнат да дело да го остваруваат, бидејќи ако тоа не почнат да го остваруваат така како што го ветија, наше институционално повторно да го кренеме гласот на таков начин кој се вика протестно, бидејќи ние 3 години протестираме, сега сите протести натаму што ќе седат ќе бидат радикални протести, колку и да звучи тоа невкусно, колку и да повлегува некаква кривична или било каква одговорност. Одговорно велам дека ќе ги повикуваме граѓаните на граѓанска непослушност и на радикални протести, бидејќи не знаеме повеќе каде да тргнеме. Како итен резултат од оваа работна средба произлезе и првата заедничка активност на Министерството за животна средина и просторно планирање, АДЛМ, представници од граѓанското движење За нас се работи и дел од раководството на рек Битола да се сретнат на 7 септември оваа година во просториите на рек Битола за да разговараат за идните заеднички акции.